Ало, сине, како си бе, мама? Како е во затворот? Кажи бе, сине, нешто, ај пофали се. Супер, мамо, супер. Храната е добра, што е важно и редовно ја добиваме, облеката е чиста, ништо не работиме, само лежиме и спиеме по цел ден. Така бе, милна мама, браво, бе, сине, да ми те чуе мама и ти да ми се пофалиш со нешто, браво. И сега слушај ме внимателно, сине, да бидеш мирен и послушен таму, слушна, да не ми те набркат и од затворот. Ако? Бога ви, каква скупотија доаѓа, после изгледа ќе молиме да преспиеме таму и ние барем преку недела некоја ноќ за да уштедиме некој денар. А за викенд или на боледување, и така ги пуштат сите, што? Ќе направиш така некоја штета и полицаецот ќе те прошета до затвор. Па штета би било да не се искористи такво сместување, да не кажам all inclusive. Барем за спиење и јадење има во секое време. Од јадењето паштета ја спомнав. Ни таа не ми остана повеќе во фрижидерот. Кога ја отварав последната, некој тропна наврат. Веднаш помислив да не е градоначалникот дојден. И тоа не случајно, туку баш онака со намера, на отварање. Па сериозно, нон-стоп сечат некои ленти и нешто отвараат, а нас те држа затворени со месеци лани. И тоа со малку помош. Па ако сакаат вистински да помогнат и ако затвараат и оваа зима, барем нека не затворат како што треба, во затвор. Па штета би било навистина да не затвараат без храна. Подобро во затвор, оти со сува храна како паштета. И така ќе добиеме затвор или ти тврда столица. И потоа, леле, под притисок, замислете, ако почнат проблеми и безредија, ако се бунтува народот. А што и може да има протест? Што ако се изнервират па почнат да гаѓаат со тоа тврдите столици, а? Да не даде Господ. Може и жртви да има. Ќе мора за да нема повредени, оние да ги активираат. Најбарани ќе бидат, да, оние со стомачна вирусна инфекција, тие единствена ќе имаат мека столица. Као, замислете, дедо, ај дојди со мене на протести, ти ќе подаваш муниција, а јас ќе катапултирам. Фиу, пля. Па да ги видам тогаш политичарите како ќе се исчистат. Пошарената револуција некако и ги зачистија објектите, ама по ваков вид на револуција, ајде да ги видам од мека столица дали ќе бидат после со чист образ, а? Добро, ма реално се да признаеме не е се така лошо, не. Ајде не бидеме само критизери. Има и што да пофалиме. Еве на пример најавија покачување на минималната плата од јануари. Газдите ќе бидат воодушевени, а работниците пак ќе се збунети. Оти кога ќе им ги зголемат на 30.000 денари минималните плати, па тие нема да знаат што да прават со парите, па ќе почнат да им праќаат на нашите во странство, да ги помогнат малку. Како и сите и ние ќе помогнеме, и тоа со нешто што не се плаќа со пари, туку со насмевки, предизвикани од сето она што ќе го видите и денес во Нема љутиш. Кој сакае да прави, он направија. Товари се магаре док си млад, после е више касно. Море, многу лошо време дошло, Ставре. Па ти си бе градоначалник. Па да, јас сум. Па што такое моје авто, има и други авта? Има и други авто, ама само твоја такси. А знаеш и зашто е такое? И зашто е такое? И затоа еднак фати мъглу, зашто знам дека она, кад збори убаво без да се деве, не е тој на добро. И он ли почнава од мене да работи? Од кад работи, бе, пише одамно. И добро, ако работи у смене, у колко смене работи? Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Ама не ме нервире. Ке те удару еден пут, све зуби ке ти ги искаш. Удари бе, може ти се, ама ќе си стал нови, порцелански. О, ти ке ставиш нови. Па знаеш и колко е тој скупо, бе.
25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, па ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Хеј, ја не знам више што ќе се прави у вези со овој сиромашти у Македонија, Ставре. Што ќе се прави? Ќе се прави муабет, брабаце Стојко, што да се прави? Кој сакае да прави, он направи. Товари се магаре док си млад, после е више касно. Море, многу лошо време дошло, Ставре. Е дошло време своју руку у тој джеб да не можеш да го ставиш. Што бре има ти твој руку у мој джеб да ставиш? Абе, тако е доваѓа муабет, Ставре. Ајде. Само куде нас може да ти се наљутив ако си ги потраиш паре дадени на заем пред 2-3 години. А бре, па се Стојко што ме насмева, кој тужан. И на кога си бре ти даја паре да заем? Абе, правимо си муабет, Ставре, што си такав? Еве, ја ги се наљути на 2-3, да ги не виду, бре. Они проваѓаат од овој страна на улицу, ја ги виду, мирно си пројде од друга страна на улицу и си продолжу. Па тој зашто они су ти сигурно дале пари на заем. Па бегаш од њима. Ха, па се Стојко, знам те ја тебе. И од мене бегаш едно време. Ај. Него да се право Божем не памту, да те прашам нешто друго. Не за мене, знаеш дека не сум знатижелјан. Повише окој за тебе да питам. Деца твои, ту ли су у град? Во град у Куманово. Зашто? Па дека спомна сиромаштију, викам, дали работив нешто? Оној малиот не ќе да студира факултет, Ставре. Одма се после средњу школу запосли. Работи у граѓевинску фирму, Шта работи? Тегли како магаре. Мислиш како конј? Магаре га товари во Стојко, конј тегли. А постар? Постар е добар, заврши факултет. Кој факултет заврши? Стоматолог, зубар. Чека да га запослив. Трча малко по овие партија, не знам по кој е. Обеќале му ќе га запослив у инспекцију. У инспекцију? Да. Ајде бре, баце Стојко, па што ќе работи у инспекцију зубар? Зубар? Што ќе работи у инспекцију? Што? Што збориш, бе, Ставре? Па ќе ставља пломбе, бе. На дуќани, на продавници. За njega работа колко сакаш ке има. Ки има. Прав си. Ближи се 8 март. Жена фина со мужа направила ручак. Заваѓа ga што треба, пиење, пивце после ручак. Много фина. Завршuje се едно до njega и вика, љубави бе, ближи се 8 март. Ќе ми купиш ли нешто за 8 март? Ба, јок, вика муж. Какво купување? Бе, што си такав крут, бе, па биди малце пофин. Па добре, бе, разбирам ти ако не си земаја плату. Ако немаш паре, барем комплимент ми подели, бе, кажи дека сам убава. Јок, тој ќе ти кажа за 1 април. Мъкне. Конј и магаре спада во врсту на копитари и су изузетно паметни животиња. Има пословица: кад неќеш од тебе да направив коња, они направив магаре. А знае се дека функција на магаре е да носи, а не да биде јавано. Коња ga рачунав за племенито животињу, док на рачун на магаре има многу поговорки кои не су позитивна конотација.
Почни од магарешки и над. Разбира се како магаре од кантар, товарено магаре ништо не осеќа, неумри магаре до зелену траву и на крај сивање. Прва асоциација на сивању е дека мкне, тоест носи исто како магаре. Осеќај дека сам сивоња не ми проваѓа затоа што мкну најлони у зграду без лифт до 6 спрат свак ден. Море ќе ми текне дека сви ствари што су ми у стан сам ги макнаја до тај исти 6 спрат, душа ме боли. И позади плечко још ме јаска. Сивоња, макни! Добар дан. Добар дан. Хајде, вози само побрзо до општина. Па ти си бе градоначалник. Па да, бе, јас сам. Па што тако е у моје авто, има и други авта. Има и други авто, ама само твоја такси. А знаеш ли зашто е тако? Зашто е тако? Зашто много давачке. Остави со сви, ќе оставуваш малку и ја. Куде да возам? До општину, касно на работу, а службено ми е на поправку нешто се поквари. Службено и ново и веќе на поправку. Браво, па ви сте шампиони, живи све. Добро, ај ќе возам, ама под еден услов. Абе, глеј, сак начекаме, само ти си таксиста, па још услови ги ми постави. Абе, или услов, или пешки. Ама услов, молим лепо, стигнеш лепо. Добро, и кој е тај услов? Тој маску што го носиш, од уста да го ставиш на очи. Само тој. Абе, гледа, што ми работи. Абе, начекаме сак. Ај само побрзо, вози, молим те, ајде. Молим лепо. Ајде, градоначалниче, стигна смо, молим лепо. Стигна смо? Да. Па многу брзо бе овој. Па, тоа е. По кој улица вози ти? Тачан ли си бе? И тој да ти кажу па да земеш да ги раскопаш и тие улице, па и ја да оставу работа. Ајде бе, бегај тамо на работа. 100 денара. Изволте. Фала лепо. Молим лепо. И поздрави по дома. И ја ќе поздравам, градоначалник. Ајде. Млада мајка, која то прв треба да биде мајка, трудна, значи, некој си 9 месец поодмакла трудаче. Оди си по неку улицу, не толку баш прометну, у еден пут фати го боломиш, пукне водовњак, она се како на страну малку подскрие и почне да раѓа, ама сама и у панику почне да вика помоќ, 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 и од таму малку поднапијан човек иде, оно вика помоќ, чичко, помоќ, помагај, вика, јас се пораѓам, вика, и овој сака да помогне, ама вика, ја да помогнам, вика, ама ја, што треба да правам? И оно дете почнало да искача, вика, фати ga, вика, дете, вика, за главче, вика, и полека, вика, извлечи, вика, ја од овамо, ке давам, вика, зор да ga истерам, бебе. И овој стварно фати за главче, дете, пијан, ама не будала, тако лече помалку, она гура тамо и дете искочи и вика сакон целу панику. И добро, јас сак што треба да правам? Абе, вика чичко, па не ви си гледај на телевизор. Исправи ga, вика, детенце за новчиња и удари ga 2-3 пут по гузицу. И овој стварно фати детенце за новчиња 2-3 пут по гузицу и му вика, и друг пут, да не си се муваја тамо, чули? Досе, вика жена, ова е лева ми е нова година, а десна ми е стара нова година. Па вика она, па намини бре Досе некад меѓу празници. И покажуе на ноги. Не го свати, да ви кажу право, и затоа еднак фати мъглу, зашто знам дека она, кад збори убаво без да се деве, не е тој на добро. Много арно, ич не е нарно. Не, много лоши искуства имам јас тој. Много. Још док иде смо, сеќам се тако еден пут, божем насмејана и расположена и прашаме, Досе, тебе ете, што ти се највише свиѓа куде мене?
И ја одма, едно како топкажа, ракија на татка ти. Па кад ми е залепила едну, здрмаме бре, повише него 3 на екс. Оно, ракија е стварно јака, ама жена е па љута, како пиперка. Па још ако е напана. Мислу, тој да е, ако некој веќе го изнервирае пред вас, бегајте си, зашто ви ќе платите и за тога. Па још ако су трудни. Ау. Тага подобро да сте у друг град него у своју куќу. А они, за да не ги се чуе муабет, обично почнаса у последно време трудни и да се одават, пошто за оние што се одале, а не биле трудни, викав дека се одале на празен стомак, да не кажу на брзинку, нели? И за тој не умисли много. Одма се одава. Мушко, кад мисли, он е мислител, а жена кад мисли, тога мислител го е нафркнае. Да, и за тој ви не му мислите много, него си фатите мъглу како мене, па они нека му мисли куде сте. Така. Добро, док не се вратите. Така ви му мислите. Јавија се еден рус на другого руса. Ало, Серјожа, Вања. Ја вика, Вања, кажи. Абе, Серјожа, да те прашам, вика, кажи, прашај. Абе, синечка ми, бесмо ли на журку? Вика, бесмо, како не сме биле. Пимо ли пиво? Вика, Вања, како не пимо пиво, вика, испимо по 20 пива. По 20 пива. А водку и коњаку? Вика Вања, како не сме пили водку, вика, по кило, вика, испимо водку, вика, коњаци не сам ги, вика, ни броje. Аха. Збори у слушалицу. А да те прашам, Вањо, ми тој ракетно гориво што го имаше, пинамо ли? Ој, како па не смо пинале, вика, пиемо и од тој. Зашто прашуеш? Па, интересира ми. Вика, беше ли ти, Вањо, у клозет? А вика, не сам. Немој ни да идеш, ја од Токио ти се јавljam. Зоки. Зоки. Да, професоре? Зоки. Ајде, Зоки. Kad si ti iskočio već na tablu konačno i ti da odgovaraš za nešto Zoki, ti će mi kažeš na mene, koji je glavan grad na Australiju, Zoki? Pa, ne znam, profesore. Ajde, Zoki. Tokio? Tokio? Lele, Zoki, pojma ti nemaš. Zoki, ti uopšte ne ga poštuješ moj predmet, da... Zoki, ti mora malko poviše da obratiš pažnju na geografiju. Ja moram da obratu poviše pažnju. Da, Zoki. Dobro. A, profesore, kažite mi, vi znajete li Stole ko je? Stole? Ne, zašto bi znaja? Ne znam ko je Stole, zašto, Zoki? Zato što treba vi da obratite malce poviše pažnju na ženovi. Zoki? Pa ti si bezobrazan, Zoki. Zoki, ti si sram za ove klase. Zoki, bre, ja kad sam bio kod tebe sve sam znaja. Makedonski, matematiku, istoriju, geografiju, sve, Zoki, što ti tu ne brojuju? Ja na tvoje godine sam znaja sve. Znali ste sve, zato što vi ste imali saglam profesori. A mi što da kažemo? Zoki... Оној пут се жали ти дека многу смо ишли у смене, демек тешко ти било. Па тешко ми е, што на тебе, не ли ти? Па ја некако издржую, него се гледам, бре, не знам, овие јадни људи што работи во администрацију, како ли ги е на нива. Зашто? И он ли почнава у смене да работи? Од кад работи, бе, пишу одамна. И добро, ако работи у смене, у колку смене работи? Па како у колку, како и сви други, прва, друга.
Моментално СДСМ работи прву смену, а ВМРО другу смену. СДСМ прва смена, ВМРО друга смена. А добро, а оние други? На ним ги е најтешко. Они работи во дома. И они ќе пројде вептен за негде. Они мора да ги подржујев и тие по потребу. И тоа дома. Леле, јадни људи, бе. По они нема да има мира никако сега, бе. Ни за нову годину, и за нову годину ќе работив. Па, нема да работив, бе. Ќе ги дадев слободни денови, ама не веруј поише од 10. А што 10 они навикнале, повеќе од 10 дана бе да иде. Па не може, вој тако бе. Што се вика, луѓе не може да отидат ни на скијање до Швајцарско. Да не збориме за Гармиш Партенкирхен. Таму ако не си бие, исто ко да не си бие. Значи они се го нафркнале, а? Ми какву понуду имамо за нову годину, еј. Какву понуду? Па ја тој не знам. Тој не се пропушта, шефе. Па ке нема да знаеш, бе. Тај понуда вади само за нас, радници. За вас шефови не. Абе, тај што има везу исто фирму работимо, кажи ми го понуду, може и ја ќе сакам? Да кажу? Да. Понуда гласи овој. Дочекајте ја новата година за само 15.135 денари на своето работно место. Управо си, не ми одговара мене тај понуда. Па Мене ви- поскупо ќе ми се фати. Па викам ти ја поскупо ке те кошта. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри, на свој начин. Снег не знам дали ќе има, ама изненадувања ќе има еден куп за нова година. Еве, во новата година и нам Дедо Мразки ни донесе многу изненадувања, а едно од најголемите ќе биде покачувањето на струјата. Ако веќе и може да биде изненадување, нели, бидејќи по се ми личи дека е сигурно. И после таков подарок во следната година насмевки ќе видите само на лицата на бабите и дедовците доколку успеале да стават нови протези, нели? Па да ги видат сите и да пукнат од мак. Ако не пукне нешто друго од споја, ако има рестрикции на струја. Видиме дека да. Ете, и уште еден новитет и раритет. Па сега сите ќе се молат да снема струја или да им ја пресечат поради неплатени сметки за помалку да платат подоцна. Кога ќе дојдат да им ја сечат струјата, замислете ќе почнат да ги чекаат со кафе, локум, ракија. Ајде, повелете, каде ви се клештите? Носите супер, топ, ајде, повелете. Знаете како едно време поштарите кога пензија носеа? И бакшиш ќе пат. Сеч, од јануари и дефинитивно ќе важи онаа поговорка дека кај нас има повеќе настрадани од сметка за струја, отколку од самата струја. Ама, па без струја, како ќе се дружиме, а? И затоа ќе мора да ја има. И да се надеваме дека ќе ја има. Исто како мора да има пак следниот викенд, нема љутиш. Затоа се гледаме. Чао. На дадени паре на заем. Ама сам го упетљаја. Нема. Ја још кад ништо не разбираше. Присак ништо не разбирам, што има везе? Не уни да читам. Па тиме нема да можат да знаат. Нема да можат да знаат ништо. Зоки,
Pa ti si. Svaki pa šta se smeje? Ама не ме смеја се за реплика. Ти ќе подаваш муниција, а јас ќе катапултирам. Фиу, пля. Еве, ја на 2-3 налюти ги се, бре. Ама баш ги се налюти, ста, бре. Што бе, гледаш без тия очи? Те га погреш. Ајде да ги видам. Пред 2-3 години. Оно што ги земае. Па после па... Ајде.